Значи, сега, кога се стиснал крира инцидент, сите тие кои се инволвирани за да се справат со тај инцидент, ќе добиат мейл и ќе добиат SMS порука. И кога ќе дојдам на местото каде што ви пожарот, знам дека е ваму порука, како што ние сме тука на отприлика, јас ќе лоцирам тука, ќе стиснам само еднаш и автоматски сега по апликацијата, во прозорството ми се пополни географската ширина и географската должина. Одлично. В тој момент, кога ќе се отвори инцидентот и ти добиваш задача, дека треба да се логираш или ти си го отворил инцидентот, како јас го отворих сега, секој треба да си отвори своја работна соба или свој работен простор. Видите, ова е, гледате, дека е инцидент, ова е работен простор и тука е... Ова е дел од персоналното кој ќе биде членови на ихниот оперативен центар, еден студент на структурата Владимир. Директорът, да знаете, сигурно е да може да представам посебно. Благодаря многу на Центарот за управување со кризи за сета подршка што ја имаме на власт сега и во делот на тренингот и во делот на опремата. А и вие знаете дека ја ние со вас заедно и во реална ситуација, а последен пат бевме заедно во Штип, гледам луѓе кои што заедно бевме надежно професионален одговор. Така да што сме по-блиски, што по-добро се знаем, по-добро ќе одговориме на криза. Директоре? Можеме што подготвя еден краток говор, но нема потреба, бидејќи гледам дека сте запознати. Јас да се заблагодарам на армијата и на вас, генерале, за соработката со нашиот Центар за управување со кризи. Верувам дека имплементацијата на НИКС во многу сфери ќе даде подобрување на тој така наречен систем за управување со кризи, почнувајќи од рана детекција, па се до превземање на конкретни мерки кои што ќе влијаат на спречување или на намалување на штетните последици од евентуална криза. Посебно благодарност до доктор Урим Весели, кој што е најзаслужен и кој што е татко на овој проект во Македонија, односно тој проект тој го покрена, благодарение на него се развива и ќе продолжи да се развива овој проект. Верувам дека како и секој почеток, и овој почеток може да биде тежок. Овде гледам структура од повозрастни до помлади луѓе. Верувам дека ќе имаме значаен напредок, со што и ќе помогнеме на целиот систем за управување со кризи. Благодарам, генерале. Мене ми е посебно драго соработката со армијата, а особено ми е драго кога се работувам со мои соборци од минатото. Минатото не смееме да го заборавиме, но треба да гледаме вредината. А од минатото да учиме, за да не се повторат грешките, и што ми чинеа многу скапо. Овде е заменикот директор, кој што исто така активно ни помага во следниот период, доаѓа од заштита и спасување од дирекцијата, каде што беше повеќе од 10 години заменик и верувам дека ќе помогне во имплементација на НИКС систем. Директоре, ние практикуваме кога ни доаѓаат вака видни гости да оставите неколку впечатоци во нашата книга на впечатоци, ние подоцна ставаме и фотографија, имаме тука, ќе видите, интересни, важни гости, па би сакала може и тука да се Одлично. Во вчерашната група имаше. Имаше? Да. Одлична вежба направила. Да, супер. Најга беше процеско направление, супер беше, баш. И промоција на минатата промоција на војна академија на лабораторијата. И се ми дека има пример да разговарам. И јас умешно сам веднаш. И пораката беше за винчетите, и ми се шитна состојна, и почнете да го користите. Така да и ова е во тој правец, за коliko da razgovaramo, vidimo kako da baš od komunikata teškada na armijata organizirata trenutno nije što se pretjeruje da može operativno sjedati, operativno da se koji moment da zna kada se uvijek. Така да ќе почнеме скоро. Сега предлагаме пунктове ќе да ви
директно врзани со центарот, тука спреваме, да, ова опрема тука ќе инсталираме, ќе видиме ностоп. Тоа е нормално, се поврзани постојано. Да сите информации, сите влегуваат на едно место и влегуваат. За нас, што збориме, За за нас. вијата, да. А тие се за цяла држава. Се што е за вијата, Да. влегуваат. Немаме некои финансски средства да ова градот да средиме, ова што го направиме беше баш една импровизација за почеток, меѓутоа ќе се врши. Кој датум е денес? Генерални видни на разполагање, кога пробаме да видиме ако можеме уште нешто да ви помогнеме за оперативната. Би биле благодарни и ние во командата за операција и армијата. Секој почеток е тежок, ама ако не се почне, нема да се заврши. Предвидена е перспективно за неколку години командата за операција да се пресели во Скопје, во оперативниот регулативен центар, кој го е болница. Но треба предуслови некои завршил нова зграда и така натаму, и тогаш овој комплетен центар ќе се пресели таму. Веќе имаме и проекција каде е било таа зграда. Ќе биде уште подобро, пошто во Скопје полесно се и физичките конекции. Генерале, Многу не е било, особено че сабија на поезија тешко се прави. Вие нешто ќе кажете, армијски ве припадници, забележавте добро, овде се искусни луѓе. Мајот е најнизручен, подполковник полковник, зашто е оперативна команда. За помладиве има место во борбениве состојби. Овде се луѓе искусни, со знаење, поминати километра. Разбирам искрен, јас не ги загледав чиновите, овие малку се така масивни чинови, Па такви ќе тешко бидат. се гледат и не ми видел дека се работи за Подполковник, да. Такви ќе бидат нашите. особено вака млад подполковник, што ние знаеме да кажеме благонадежни. Драго ми е генерале, бидејќи верувам дека овие луѓе ќе го усовршат уште повеќе овој систем, кој што ни го донесе докторот Урин Весели. Доктор на науки се разбира. Јас сум на тој кајде, на Институтот за историја, на предметот кој што не е многу актуелен. Ќе видиме. Некој од присутните да каже нешто? Искуства од ова? Сега учат. Сега за сега само почеток го стои, меѓутоа дефинитивно многу корисно. Јас како инженерец мислам дека ова премногу се користи за не дај Боже ситуации во при елементарни непогоди особено. Така да мислам дека е многу корисно и убаво искуство. Уште сме во фаза на изучување, односно проучување на софтверот, ама е доста интересен и корисно. До сега кои други институции имаат допир со лично? Посебно МИО. Интересно сите, што се гледа од системот, што е нова лица на интерес. Имаше одлука на влада пред известно време да се стави у Така да, на национално ниво се сите поголеми институции, почнат од Министерство за надворешни, па до Министерство за надворешни, транспорт, така. Сите што се делат. И исто и на локално ниво, значи до сега имаме обучено заклучно со 30, значи до утре имаме 1080 луѓе обучени. И продолжуваме. Респектабилно век. Кој покажа најголем интерес? Интересот е добар, така да сите институции не имаме единствено сега армијата, така да има интерес кај сите, особено кај Министерството за вътрешни работи, интересно и последните полициски станици, е интересно да и командната структура, и полицајците сакаат да се делува. Што е интересно да се разговаравме да не порано кој се сядаше шефот, командирот каза си, само што не сум стигнал на работа. Сега ако се протокол и се уклучи во моментот кога се уклучи шефот го гледа каде. Има и траки, вели каде се движам последните 8 часа.
така да нема да може да оди во кафана, како кажува. Посетува Ќе може да мора да те коригирам, ќе може да оди, но шефот ќе знае дека Ќе знаете. Добро, за има тракинг, што треба да има лицата? Е себе? Само телефон, обичам телефон. Други нема се. Моментот на активирање на апликацијата, тој е веќе достапен и може да се збориме за анализиране, така да збориме армијата во подршка на полицијата, ковид центриме, кои сме разпределени, така да преку оперативен центар може во секој време да види како се вие. И евентуално, ако им треба некаква помош, може да прати фотографија или видео и оперативно штаб да види точно што се случува таму. Ако треба било каква интервенција. Да, тоа е пренесна слика или видео во живо, во реално време, тоа е добро. И да пишува чет, ако му треба нешто, да се видели на... Технологијата мора да се Конкретно, возможно, апликацијата, секаква комуникациите, интеракција и така натаму. Тоа е едноставно или запишано, може да се види во секој време. Така да, кога збориме за оперативни точно треба да ги решат сите постапки, кој што прави. Од кога да се приклучи, кои се задачите параметри. Да сега знаеш што треба да ради. Други рата држави во Значи, сега сме заедно со Хрватска, Босна и Херцеговина и Црна Гора, различни земји има во ЮС, како се подива, и армијата го употребуваше за COVID, сврвување со COVID криза, ќе имаше и одредена апликација што сакате до декада, не помината. Така да, различни земји имаат различни системи во делот, а ова е меѓу први дава, затоа што возможни командување. Тоа е разлика со сите други доци. Имаше алатки кои што возможуваат рано предупредување, делот за командување, ова е меѓу ретките што возможува командување со институции. Добро, одлично. Уште една благодарам за поддршката, благодарам за времата и една позиција овде во центарот ќе биде ваша и благодарам. Како нов директор на центарот со поддршка на заменикот директор, ќе се обидеме да променеме доста работи во поглед на подобрување на системот за управување со кризи, кој што за жал има доста слабости, на тие слабости ни посочи врховниот командант на армијата, председателот Стево Пендаровски, во едно негово интервју или изјава пред неколку дена, потоа во вчерашното новогодишно, или какво му беше обраќањето вчерашно, но годишно беше, да се извинувам, и во еден вчера имав една работна среда со началникот на ГШ и министерот Филипче, каде што меѓу другото разговаравме и за слабостите на системот за управување со кризи, и од организационен и од технички аспект. Но и самиот овој систем ќе овозможи значително подобрување на системот за управување со кризи, односно она што ние го гледаме на телевизија да стане реалност и кај нас. Ја имаме таа можност и верувам да ги те искористиме. Благодарам.